Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Драги гледачи, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Еве неповторно заедно ја започнуваме ова наша емисија и ова седмица, понеделник е денеска 3 април 2023 година или 93-тиот ден во тековната година. Веќе полека навлегуваме во најубавиот месец или најубавото годишно време, тоа е пролет. Пред нас е април, потоа ќе дојде и мај, но како и да е, деновите веќе се потопли, иако за денеска прогнозата гласи дека ќе имаме облачно време со врнежи од дожд, на повеќе места поројни и обилни ќе дува умерен ветер од северен правец. Значи, времето е променливо, но сепак пролет е и може да уживаме и во сонцето кое се појавува. Дневната температура ќе биде од 7 до 14, а утринските денеска беа посвежи од 2 до 9 степени. Утре исто ќе биде поладно, постудено, утринските ќе бидат од -2 до 5, а максималните дневни од 4 до 12 степени. Така да еве, ова е студен бран, малце посвежо, но веќе метеоролозите ни најавува дека во наредните денови температурата ќе биде повторно во покачување, ќе се зголеми. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие препорачуваат внимателно возење. Патишата се суви, иако, како што рековме, денеска е можно да заврне дожд, но како и да е, постојно, како возачи, треба да бидеме внимателни кога управуваме со моторните возила. Гледам овде информации кои ни укажуваат на изведба на разни активности, значи градежни активности на поедини делници во Македонија, така да почитувајте ги патните сигнализации, односно патните знаци кои се поставени, кои го регулираат сообраќајот на тие делници каде што се извршуваат градежни активности или градежни работи. Верувам дека сте добро почитувани гледачи и ово утро. Пред нас е нов ден, нови радости, нови искушенија и нови предизвици. Да видиме што се случило и да прочитаме на денешен ден во минатото. Значи, рековме денеска е 3 април. Еве историјата што забележала. 1512 година на денешен ден турскиот султан Бајазид II абдицирал во корист на синот Селим I. Во 1789 година прославениот војсководец Џорџ Вашингтон положил заклетва и така станал прв председател на Соединетите Американски држави, новата држава на северноамериканскиот континент. Значи, тоа се случило навистина многу одамна, колку е, значи, Америка стара како држава, 1789 година. Одиме понатамо да прочитаме уште некои интересни податоци. Во 1922 година новиот Централен комитет за генерален секретар на Комунистичката партија на Русија го назначил Сталин. Познат е Сталин во историјата на Русија, се што направил, тој владел со железна дисциплина. Не ги трпел своите конкуренти. Во 1930 година Рас Тафари станал цар на Абисинија, тоа е денешна Етиопија, под името Хаиле Селесие I. Добро, во 1930 година роден е германскиот државен
državnik Helmut Kohl, kancelar na Zapadna Germanija od 1982 godina i kancelar na Germanija poslije objedinjavanja to na Zapadna Istočna Germanija u 1990. godina. U 1945. godina v Skopje so izvidovanje to na predstavata Platon Krečet od sovjetski od dramaturg Aleksandar Kornječuk vo režija na Dimitar Kjostarov, a vo prevod na Blaže Konevski počnalo kontinuirano to da raboti makedonsko to narodno tvoreštvo ili makedonski od naroden teatar. Dobro, vo Sovjetot na bezbednost ili za bezbednost u 1991. godina na Objedinetite naciji izglasi rezolucija za prekin ognot vo Zalivskata vojna i naložja rasporedovanje na mirovni sili vo regionot i pobarale znači Objedinete nacije od Irak da go uništi oružito za masovno uništuvanje. U 1995. godina na današnji den najmalko 150 pripadnici na plemeto Hutu, glavno ženi i deca se masakrirani u jedno selo vo severoistočni odel na Burundi. Znajme deka preko milion ljudi se ubijeni, među tije dve bratski pleminja nastanala slušnost građanska vojna i ta godina, 95. godina, ubijeni se najmalce 150 pripadnici na plemeto Hutu. Dobro, evo ušte jedna informacija. V 2011. godina v Tirana umrel Hadži Dede Rešat Bardi, prv čovjek na bekteškata zajednica v Albanija i poglavarna svetskata bekteška zajednica. Bardi dolgi godini beše na čelo na zajednicata i uživaše golema počet među pripadnicite na drugite verski zajednici. Eve, to bi početnite informacije početno gledači za ova naša današnja programa. Znači, gi prosledivme ove servis informacije za vremeto, za sostojbata na patištata i što se slučilo na današnji den. Odeme svega so jedna hristijanska pesna da ve pozdravime site vas, početovani gledači.
Продолжуваме со нашата програма. Ќе прочитаме сега неколку кратки афоризми, односно кратки на мудрост, а потоа ќе читаме и делови од Библијата, од псалмите Давидови. Убавите мисли изградуваат убав карактер. Брчките се патеписи на животот. Твојот живот е резултат на изборот што го правиш. Ако не ти се допаѓа твојот живот, поше да правиш подобар избор. Мудроста ќе влезе во твоето срце и знаењето ќе ја зарадува твојата душа. Ако најдеш верен пријател, е исто како да си пронашол богатство. Каде и да одите, што да правите, никогаш не заборавајте да ја земете вашата насмевка со вас. Насмевката е украс на вашето лице. Ако во животот одвај се влечеш, можеби некој товар треба да свлечеш. Ако Бог те довел до тамо каде што си, Бог ќе те доведе и до тамо каде што треба да бидеш. Еве, тоа беа неколку кратки капки на мудроста, верувам, поучливи и ќе ни користат во нашиот секојдневен живот. Одеме сега да прочитаме неколку текстови од 55-тиот псалом. Бидејќи овој псалом има преку 20 стихови, ќе го поделиме на два дела, така да денеска ќе прочитаме ово утро еден дел, а во наредната емисија ќе продолжиме. Боже, чуја молитвата моја. Не одбивај ја мојата молба. Ислушај ме и одговори ми. Се измачувам во своите мисли. Избезумен сум од викањето на противниците и од заканувачките погледи на злодејците, зашто тие болми изнесуваа и нанесуваа, кога луто ми се подбиваат. Срцето ми е растреперено, смртен страв ме нападна. Страв и трепет ме обзедоа, ужас ме совлада. И реков, да имам гулабови крилја, па да одлетам и да здивнам. Далеко во пустината би одлетал и таму би се преселил. Би поетал за солнише да си најдам, далеко од виорот и од бурата. Смути ги, Господе, избрека им го говорот, зашто насилство и кавги гледам во градот. Дење ноќе ги обиколуваат неговите ѕидини, а во него има злоба и неправда. Пакосните сили се во градот, заканите и измамите не се одаат од улицата. Еве, тоа беа тие 11 текстови од Псалом под број 55. Ке продолжиме да го читаме и во наредната емисија. Значи, насловот на денешниот псалом беше против злодејците и неверните непријатели. Навистина Давид ги спомнува овие тешки зборови, може да кажеме, но искрени. Тој се моли на Господи, вели, Господе, послушај мојата молитва, се измачувам во своите мисли, избезумен сум од викањето на противниците и од заканувачките погледи на злодејците. Навистина, од секогаш Божиот народ имал непријатели, имал противници. Можеби и ти се соочуваш со некои проблеми ради вистината, затоа што сакаш да му служиш на Господа и да бидеш целосно на негова страна. Треба да издржиме, треба да истрпиме. Бог ни даде сила да можеме да ги поднесеме сите, може да кажеме, неправди кои може да се појават во нашиот христијански живот. И Исус имал проблеми. Не само тие 30 години кои ги живел во домот на Марија и на Јосифа, и оние посебно 3,5 години кога активно работел, често пати сакале дури да го убијат, често пати сакале да го замолкнат, меѓутоа Исус ја знаел својата мисија. Верувам дека и ние знаеме зашто постоиме, зашто сум се родиле и затоа да истраеме до крај на нашиот христијански пат. Одеме сега повторно со песна.
a ni znali nismo da je naš najveći dar već rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Kako godine su prolazile sve, mi shvatili smo šta nam znači on. Božji sin što bio raspetljen na krstu radi mene, zato što voli me, voli me. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Ja našao sam razlog zašto živim i želim to reći svim ljudima. Moj život i dela nek kazuju njima da želim biti ja sin, da sin. Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što raspet je bio na krstu zbog nas i doneo svima je spas. Imamo razlog za to, imamo razlog za to. После ова убава песна еве неповторно во програма, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои се вклучивте во меѓувреме и во живо ја следите нашата утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ова е адвентистичко радио, радио Глас на надежта. А следува рубриката Искуство или вести од светот. Денеска повторно имаме едно убаво искуство од Бразил. Песна во моето срце, ке не го раскаже Брено. Брено пораснал во семејство кое практикувало мешавина на христијанство и окултизам во градот Салвадор во Бразил. Тој учел во адвентистичко училиште. Таму имал професор кој во него развил желба за читање на Библијата. Меѓутоа, Брено пораснал во бунтовен тинеџер. Од една страна учествувал во забави и пиел алкохол, а од друга страна школските правила почнале да му сметаат, да му пречат. Изгледало како сите работи да се забранети во училиштето. Девојките не смееле да носат обетки и накид, кратки здолништа, нито пак да има долги и лакирани ногти. Уште полошо, момчињата не можеле да седат покрај девојчињата во училишната капела. Школските правила на христијанското однесување за него немале никаква смисла и тој се противел на секој авторитет. Кога Брено го завршил училиштето, тој престанал да оди во црква и да ја чита Библијата. Станал упорен критичар на христијанството. На своето друштво му зборувал дека ќе оди насекаде во светот, само нема да оди во црква. Отворено го критикувал Бога за стиховите кои не можел да ги разбере,
лошо зборувал за црквата, дури и својата девојка ја одвлекол од црква. 5 години по завршувањето на училиштето добил неочекуван повик од еден школски пријател кој се викал Виктор да присуствува на неговото крштевање. Денот на крштевањето се покажал како пресвртница токму во неговиот живот. По крштевањето Виктор го запознал Брено со адвентистичкиот пастор. Тој се помолил за двете момчиња, потоа ги прегарнал и го повикал Брено да дојде во црква на богослужение. Меѓутоа, што се случило понатаму? Тој ден почнал поинако да размислува. Молитвата на пасторот и топлото добре дојде го допрело неговото срце, посакал повторно да дојде во црква. Дошол на богослужение во сабота и за прв пат во животот вистински го запознал Бога и неговата љубов. Преку проповедта на пасторот дознал многу повеќе за Христа, за радосната вест и за неговата милост. За прв пат очите и ушите му биле отворени, а неговите негативни мисли полека исчезнувале. Во црквата се чувствувал добре дојдено и сакано од страна на другите верници, иако тие не го познавале. Верниците ја покажале Божјата љубов за која пасторот во сабота им проповедал. Кратко време по своето враќање во црква почнал да ги проучува библиските теми со пасторот за крштевање. За време на пандемијата COVID-19 една посебна сабота и тој бил крстен. Брено сега сваќа дека повикот на неговиот пријател да присуствува на крштевањето за секогаш го променил неговиот живот. Христос во целост го промени мојот живот. За кратко време од критичар станав негов следбеник. Сите заслуги за тоа му припаѓаат на Бога поради неговата совршена и безмерна љубов, вели Бруно, односно Брено. Ви благодарам што планирате да се молите за сите ваши пријатели, за сите ваши соседи, за вашите домашни кои се уште не го познават Христа. Повикајте ги тие ваши пријатели во црква да дојдат. Може би на некој посебен начин, односно на некоја посебна свеченост. Може би има во вашата црква крштевање или пак некој собор. Повикајте ги. Може би тоа ќе биде пресудно во нивниот живот да и тие го следат Исуса Христа. Еве, тоа беше ова кратко искуство, почитувани гледачи, на овој млад човек, Брено, кој би се рекло пораснал во црква, во училиште адвентистичко одел, меѓутоа животот го одвел малце и далеко од црквата, дури и од Бога. Дури им бранил и на девојката и на другите да одат во христијанската адвентистичка црква. Меѓутоа, еве, неговиот пријател го поканил да дојде Виктор на неговото крштевање. Тоа било пресудно, преломно, да тој повторно се врати кај Христа, повторно да го прифати Бога во својот живот. Ете и тој сторил завет со Исуса Христа. Одиме сега повторно со песна, потоа се враќаме повторно во емисија. Prende qualche foia
Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се кротките, тие ќе ја наследат земјата. Во блаженствата постои развојна линија на христијанското искуство. Оние кои почувствувале дека Христос им е потребен, оние кои плачеле поради своите гревови и минале во школата на страдањата заедно со Христос, тие од Божествениот Учител ќе научат да бидат кротки и мирни. Доблеста, неправдата да се поднесува кротко и благо, не ја ценеле ниту незнабожците, ниту евреите. Изјавата што Мојсей, вдахнат од Светиот Дух, ја дал за себе, дека е најкроткиот човек на земјата, народот во тоа време не ја сметал како пофалба. Таа поправо предизвикувала сожалување или презир, но Исус кротоста ја прогласува за една од најважните особини за влез во Небесното царство. Божествената убавина, нова драгоцена доблест се открила во неговиот живот и карактер. Кротоста подразбира да бидеме ослободени од горделивоста и себичноста. Кога Христос живел на оваа земја, тој ги почитувал и ги сакал другите луѓе. Никогаш не мислел дека е подобар од нив. Наместо тоа, тој им служил на сите кои биле околу него. Самолюбието го уништува нашиот мир. Додека во нас живее нашата себична природа, ние сме постојано подготвени да ја браниме од понижувањата и навредите, но кога нашето јас е мртво и нашиот живот е скриен со Христа во Бога, тогаш нема да не ранува тоа омаловажување и подценување. Ќе бидеме глуви за озборувањата и слепи за подбивањата и навредите. Љубовта е великодушна, полна со добрина. Љубовта не завидува, не се превознесува, не е горделива, не е непристојна, не бара свое, не се срди, не памти зло, не се радува на неправдата, туку се радува на вестината. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не пропаѓа. Кротките ќе ја наследат земјата. Гревот дошол на овој свет токму поради желбата за самовозвишување и така нашите прародители ја изгубиле власта над ова прекрасна земја. Со самооткажувањето, Христос го откупил она што било загубено. Тој кажува дека и ние треба да победиме како што победил тој. Негувајќи понизност и самооткажување, ние можеме да станеме почитувани пријатели, негови сонаследници, кога кротките ќе ја наследат земјата. Земјата што им е ветена на кротките, нема да биде слична на оваа, затемнета со сенка на смртта и проклетството. Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја на кој ќе се всели правда, кажува апостол Јован. И нема веќе да има никакво проклетство. Преслот на Бога и на јагнето ќе биде во градот, неговите слуги ќе му служат. Кога ние се ослободуваме од самобендисаноста, суетноста и вообразоноста, ние навистина можеме да бидеме поблиску до Господа. Здрави се кротките, тие ќе ја наследат земјата.
Мудреците сами си заминале од Ерусалим. Додека поминувале низ градската капија, веќе се спуштале ноќните сенки. Но на своја голема радост, пак ја виделе звездата што ги повела кон Витлеем. Тие не примиле никакво навестување за скромната состојба на Исуса, како што добиле пастирите. По долгиот пат биле разочарани со равнодушноста на еврејските водачи и Ерусалим го напуштиле со помалечка сигурност отколку кога влегле во него. Во Витлеем не нашле царска гарда разместена да го заштити новородениот цар. Не го посетил ниеден угледен човек. Исус бил ставен во јасли како колепка. Неговите родители, необразовани селани, биле негови единствени чувари. Дали е можно тоа да е оној за кого е пишено дека ќе го подигне племето на Јакова, дека ќе го врати остатокот Израелов, дека ќе биде светлина на народите и дека спасението ќе го однесе до крајот на земјата? Кога влегоа во куќата, го видоа детето со мајка му Марија, паднаа ничкум и му оддадоа чест. Осиромашната Исусова појава го препознале присуството на Божеството. Му ги предале своите срца немо како спасител и тогаш го обсипале со подароци, со злато, тамјан и смирна. Каква силна вера! За мудреците од исток би можело да се каже она што е кажано подоцна за римскиот капетан. Ни во Израел не најдов толкава вера. Продолжуваме со нашата програма. Почитуваме гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата утринска програма. Ви благодарам на сите ваши поздрави. Еви ние посакуваме убав утро и да имате убав ден. И во оваа емисија ќе проследиме неколку кратки искуства за Библијата, колку е вредна Библијата и што се луѓето правеле да ја имат Библијата. Некои биле против, секако сакале да ја уништат, меѓутоа најголемиот противник на Светото писмо Волтер, кој рекол таа книга треба да биде уништена, знаеме што се случило, дека во неговиот дом била отворена првата печатница, кај што првата книга била отворена, печатена токму Библијата, Светото писмо. Насловот на следново искуство е Продадена Библија. За госпоѓа Линер започнале тешки времења. После смртта на нејзиниот маж се нашла во финансиски тешкотии. Неколку вредни делови од својата покукнина веќе ги продала во антикварницата, како и некој накид што го поседувала, а денес на трговецот му е дала и својата прекрасно укоричена Библија, која добила таа всушност како свадбен подарок во наследство, а сега немала пари и сакала да ја продаде. Порано се радувала на Божиот збор и наоѓала сила во него, но сега веќе долго време ја немало читано. Кога била сама, мислите не и давале мир. Се чувствувала многу лошо што ова драгоцена книга ја дала скоро за без пари, значи ја продала. Почнала да станува се по вознемирена. Нејзините деца веќе спиеле, ја заклучила влезната врата и отешла до антикварот да си ја земе повторно назад својата Библија. Погледнала низ стаклото на излогот и што да види таму? Четвореца луѓе стоеле околу масата, а Леви, антикварот, читал од една книга, кога веднаш ја препознала дека е токму таа низината книга. Овие луѓе очигледно сакале да од срце да се исмејаваат на случките од оваа стара книга. Отеднаш во собата завладеала тишина. Леви токму читал нешто за страдањата и кога дошол до борбата во Гециманската градина, солзи
почнале да му навираат од очите и грлото му се стегнало. Пријателите молчком изриле од собата. А госпоѓа Линер, што е со неа? Зар не било премногу тоа што се мајтапеле со низината Библија, па и нејзи се исполниле очите со солзи? Низиното срце ја обвинувало, кога сега повторно слушнала како низиниот спасител страдал и за неа, се вратила дома и клечејќи во молитва му признала на својот Господ и Спасител дека го заборавила. Кога осамнал денот, во срцето и се вратиле утехата и сигурноста. Сега знаела дека низината вина е отстранета и дека пак може да оди заедно со Спасителот низ животот. Решила да отиде веднаш кај Леви да си го земе Светото писмо назад. Но на големо изненадување го нашла Леви се уште на истото место пред отворената Библија. Читал за Исуса како страдал и за тоа како извикал од крстот: Оче, прости им, зашто не знаат што прават. Сега читал од познатата за него 53 глава од Исаија. Но тој беше ранет за нашите престапи и тепан за нашите беззаконија. Леви бил натажен што Исуса невин го убиле, а тој ова ног му се подсмевнал, па извикал: О, Исусе од Назарет, дали си ти навистина нашиот Месија, од Бога ветениот помазаник? Така го затекнала госпоѓа Линер. Изненадена стоела пред отворената врата, а Леви рекол: Драга госпоѓо, во нашата книга најдов богатство кое ми вреди повеќе од целиот свет. И таму раскажала како ноќеска го нашла патот од мракот во светлината. Не е потребно да се каже дека госпоѓа Линер ја добила својата Библија назад, а и Леви си купил нова. Недолго после тоа и неговата жена нашла мир во крвта на Христос и двајцата се крстиле. Овој случај го раскажал еден евриски мисионер, Јакоб Аугуст, хаусмајстор во Штрасбург, непосредно пред своето одење од оваа земја. Навистина, убаво искуство. Ете, продадена Библија, но жената не ја ценела толку книгата, кога имала во свој посет, но ете била приморена да ја продаде, да ја однесе. Меѓутоа и овој човек, како што го нарековме Леви, ете, кој бил газда на таа продавница за стари работи, сепак и тој преку ова стара книга го пронашол Исуса Христа и неговата сопруга, а и самата госпоѓа Линер повторно се охрабрила и таа го нашла своето спасение преку Библијата во Исуса Христа. Наистина, убаво искуство. И уште едно кратко искуство да ви прочитам за Библијата, почитувани гледачи. Пловечка Библија. Некој јапонски офицер пловел со својот брод низ пристаништето Нагасаки. Во водата забележал една мала книга и наредил да се подигне на бродот. За жал, морал да заклучи дека таа книга е напишана со потполно за него непознато писмо. На разни места се распрашувал за да ја дознае содржината на малата книга, но се било залудно. Конечно, некој трговец можел да му ја задоволи љубопитноста, бидејќи знаел неколку англиски зборови и можел да прочита дека тоа е книга за Исуса. Значи, книга од странските завојувачи и дека постои превод на кинески. Официрот знаел само малку кинески, но сепак го замолил трговецот да му најде таква книга. Кога ја добил кинескиот Нов Завет, наеднаш трудолюбиво почнал да учи кинески. Иако не насетувал, Светиот Дух делувал на неговото срце. Кога ја прочитал целата книга, бил среќен човек кој знаел дека Исус Христос го спасил. За да се одржи јапонското идолопоклонство, во Јапонија било забрането да се воведува било каква нова богослужба. Официрот не можел да молчи за својот спасител, па во својата фамилија и со своите пријатели одржувал часови за проучување на Библијата. При тоа, на повеќето од нив во
срцата почнал да гори огнот на љубовта за Исус Христос. Подосна била дадена поголема слобода за вероисповеста, така што во Нагасаки се доселил некој мисионер од странство. Тогаш официрот можел слободно да зборува за својата книга за Исус и за својата вера во Спасителот. Тој бил еден од првите во Јапонија кој слободно признал дека му припаѓа на Христос, а неговата постапка и однесување биле жив доказ за тоа. Причина за сето тоа била пловечката Библија во пристанишето Нагасаки. Да, почитувани пријатели, драги гледачи, Евангелието е сила која го спасува секој кој верува во него. Вистина, убаво искуство. Ете, некој фрлил Библија во водата, овој офицер ја приметил, меѓутоа не можел да ја чита, бидејќи била на англиски, но се нашел тумач и потоа добил и кинеска Библија, превод на кинески јазик, и на тој начин тој бил првиот христијанин кој се појавил во Јапонија, подосна дошол мисионер и така христијанството се множило и до ден денес има тамо голема заедница на христијани кои го сакат, кои го љубат и го прославуваат името на Господа. Одеме сега со еден джингл и повторно се враќаме во емисија. Продолжуваме, почитувани гледачи, со нашата програма. Следува едно кратко размислување кое носи наслов Раце на молитва. Во 15. век, во едно мало село во близина на Нирнберг, во Германија, живеело едно семејство кое броело 18 членови, односно 18 деца имало тоа семејство, плюс таткото и мајката, значи вкупно 20. Со цел да заработи единствено за храна за ова семејство, таткото и воедно главата на домакинството, златар по професија, работел речиси 18 часа на ден во својата работилница. И покрај навидом безизлезната ситуација, двајца од неговите синови имале свој сон. Сакале нешто да постигнат во својот живот. Двајцата сакале да го остварат својот сон и да станат успешни уметници, но знаеле многу добро дека нивниот татко нема финансии, односно финансиски средства да ги испрати двајцата во Нирнберг на студирање, значи на академија. После многу дискусии и преговарања во текот на ноќта во нивниот преполн кревет, овие момчиња склучиле договор да фрлаат паричка. Гобитникот ќе замине да работи во родниците кои се наоѓале во близина на нивното живеалиште, кај што живееле, и со својата заработувачка ќе го издржува својот брат додека студира на академија. Братот кој ќе победи и ќе замине да студира откако ќе ги заврши студиите за 4 години, ќе го издржува другиот брат додека тој се запише да го заврши неговото студирање. Тоа ќе го направи или со средствата од продажба на своите дела, или ако е неопходно со работа во родниците. Алберт Дурер победил во ова игра и заминал во Нирнберг на школување. Алберт заминал во родниците, па на доста опасна работа и 4 години го финансирал својот брат, чија работа и дела на академијата речиси веднаш постанала сензација. Делата на Алберт, неговите гравури, драворези и неговите масла на платно биле многу подобри од они на голем број од неговите професори, затоа за времето додека завршувал тој факултет или тоа школување, тој започнал да заработува значителни хонорари од неговите дела. Значи, додека учел, тој веќе почнал да црти, почнал да твори и ги продавал и станал веќе прочуен. Кога овој млад уметник се вратил во своето село, во своето семејство, Дурер организирал свечена вечера во нивната градина за да го прослава триумфалното враќање на Алберт. Значи, после 4 години на школување, тој се враќа веќе познат, творел, продавал, веќе доста заработил и организирал банкет, што би се ние рекло, во семејството.
Послова незаборавна средба, исполнета со смеј и музика, Алберт станал од неговото почесно место на чело на масата и предложил здравица за неговиот сакан брат и годините на жртвување кои му овозможиле на Албрехт да ги оствари своите амбиции. Значи, додека тој учел, другиот брат работел во рудници да заработува пари за да го школува својот брат. И сега, кога се завршило, после тие 4 години, тој прави прослава, ни би рекле матурска, и ги повикува сите своји роднини и пријатели. Тој седи на чело, а до него седи и неговиот брат, кој 4 години макотрпно работел во рудници да го издржува и да го школува. После неговите завршни зборови, тој ги кажал овие: и сега, Алберт, благословен мој брате, сега е редот на тебе. Сега можеш да одиш и ти во Нинберг да го следиш својот сон. Јас ке се погрижам за тебе и за останатите наши браќа и сестри. Сите глави се свртиле кон Алберт, кој седел на другиот крај од масата со желни очекувања за неговиот одговор. На бледото лице на Алберт почнале да паѓаат солзи, тресејќи ја неговата наведната глава и со плачење повторувал: не, не, не. Конечно Алберт станал, ги избришал солзите од неговите образи, погледал кон другиот крај на масата, кон лицата на оние што ги сакал, и потоа, држејќи ги своите раце блиску до неговиот десен образ, рекол тивко: не, брате, не можам да одам во Нинберг, за мене е веќе предоцна. Погледни што 4 години во рудникот ми направија на моите раце. Коските на секој прст ми беа згмечени најмалку еднаш, и во последно време страдам од артритис на мојата десна рака, што дури не можам да ја држам чашата за да наздравам за твојата здравица, а уште помалку да цртам деликатни линии и пергамент или да држам пенкало или четка. Не, брате, за мене е сега предоцно. Поминаа повеќе од 450 години. До сега стотици маестрални дела на Албрехт Дурер, портрети, акварели, дрворези се наоѓаат во сите поголеми музеи во светот, но најголемиот дел од луѓето се запознаени само со едно негово дело. Еден ден, за да му одаде почит на својот брат Алберт, за сето она што го жртвувал за својот брат Алберт, внимателно ги насликал измрчените раце на својот брат, склопените дланки кои се насочени кон небото. Ова мајстрално дело го нарекол едноставно раце. Но целиот свет веднаш ги отвориле своите срца за ова ремек дело и го применувале неговото признање како раце на молитва. Наистина прекрасно искуство како овој брат се жртвувал за својот брат, да се школува. Кога тој другиот брат се исколувал и се вратил и сега тој да го замени за да го школува својот брат, тој вели: готово, брате, доцна е за мене, гледаш ги моите раце како се валкани, како се прстите згмечени, зашто тој 4 години макотрпно работел, но и се молел за својот брат да заврши школа, а овој му се одолжил така што насликал прекрасно дело раце. Едноставно тоа уметничко дело го нарекол раце, а народот, луѓето, останатите кои ги следеле неговите активности, ова дело, ремек дело и неговото признање го нарекле раце кои се молат или раце на молитва. Наистина да ја користиме и ние молитвата во нашиот живот и да се молиме за нашите најблиски, да се молиме за секого. Библијата вели: молете се еден за друг, зашто искрената молитва може да помогне многу за оние за кои се молиме. Одиме сега со джингл, а потоа се враќаме повторно во нашата програма. Еве,
Повторно сме во програма, почитави гледачи, поздрав до сите вас кои еве при крајот можеби се вклучивте во ова наша утринска програма, сите сте добре дојдени. Во наредните неколку минути сакам да зборувам за ротквицата. Пролете, пазарите се полни со зеленчуци, но има и ротквици. Она тркалезно што го има на тезгите, црвено е, се вика ротквица, верувам ја користите во вашата исхрана, па еве да видиме што луѓето напишале, стручњаците за употребата и вредноста на ротквицата. Ротквиците можат да го намалат ризикот од кардиоваскуларни заболувања, слично како црвената зелка и боровинките тие содржат тип на флавоноиди наречени антоцијанини. Според една студија од неодамна, антоцијанините поседуваат и антивоспалителни својства кои може да го намалат ризикот од периферните артериски заболувања, ослабената работа на срцето, па дури и од заболување на бубрезите. Ова корисно дејство на антоцијанините се должи на нивната способност да го намалат штетното влијание на слободните радикали кои природно се присутни како отпад од метаболичките процеси што постојано течат во организмот. Еве уште неколку совети зошто треба да ги користиме ротквиците. Значи тоа е зеленчук, блиски до бркулите, прокелот, карфиолот и зелката. Значи тоа таа фамилија би рекле има топчест облик и ги има со повеќе бои. Кај нас најзастапена е црвената боја. Таа има специфичен пикантно сладов вкус, а помалите ротквици се сметат за подобри, бидејќи најчесто имаат подобра текстура и вкусови, посебни вкусови карактеристични за таа ротквица. Ротквицата се одгледувала уште од далечните времења, генерално на Медитеранот и на далечниот исток. Кај нас овој зеленчук доста често се употребува во различни салати и како додаток на различити рецепти. Веќе прочитавме за вредноста на ротквиците. Еве, ги намалува и болките при остеропороза. Значи, ги намалува болките кога посебно луѓето имат болки во коските. Ротквицата е добра и за здравјето на кожата. Тие содржат низа хранливи материи како витамин Б, цинк, фосфор, витамин С, кои се многу важни за здрава кожа. Исто така имаат и висок процент на вода, што обезбедува подобро хидрирање на организмот, што е многу важно за кожата. Исто така имаат висок процент, значи, и на други минерали. Дополнително тие имаат докажено антибактериско и антифунгално дејство, што може да биде од особена корист во третманот на сува, на пукната кожа и во превенцијата од различни кожни инфекции. Антиканцерогенно дејство. Јадењето на зеленчук од семејството на ротквицата, како што и брокула, зелка, прокел, карфиол, може да помогне во превенција од некои малегни заболувања. Истражувачите откриле дека ваквиот тип на зеленчук содржи одредени компоненти кои можат во организмот кои се множат во организмот секако во комбинација со вода да преминат во изотиоцијанити. Ваквите добиени компоненти според една студија се најдени и кај ротквиците. Тие имаат способност да му помогнат на телото да се ослободи од некои проканцерогени компоненти со тоа да превенираат развој на тумори. Еве, совети, значи, од полето на здравјето да ја користиме ротквицата во нашата секојдневна исхрана како салат. Еве, толку за ова рубрика, одеме сега повторно со песна. Kada vječno jutro počne da nam sja,
Денеска би сакал потично рече да уште еднаш ве подсетам на ова убава книга Неверојатни одговори на молитва. Доколку сте љубители на убава книга која зборува за молитвата, овде има многу искуства од овој човек, од писателот кој ја напишал ова книга, Роже Монро, кој бил сведок на стотици чуда во неговиот живот. Книгата е релативно мала, може брзо да се прочита, но е полна со совети, со искуства и охрабрување да ја користиме молитвата во нашиот секојдневен живот. Вие кои сакате да изучувате Библијата, еве и денеска ќе ви понудиме бесплатна дописна библиска школа по електронски пат, значи преку вашите мобилни, односно компјутери, може да ја следите оваа дописна школа bibliјатазборова.мк. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај и на ова наша денешна утринска
програма. И благодарам на вашето внимание. Ви посакуваме убава седмица, убави денови, иако времето е променливо, но сепак пролет е, така да и дожд е потребен да има на овие простори, зашто земјоделците треба да посеат, нивите да се изорат, како и да му благодариме на Господа за секој нов ден во нашиот живот. Ви посакувам уште еднаш убава седмица, бидете расположени, весели и ви закажувам нова средба во петок, во исто време, на исто место со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме.